Подпредседател, претходните мои процедурални забелешки беа поднос на тоа дека не реагиравте, па имате право на тоа и на сред говор, доколку некој пратеник го прекрши редот во ова собрание, да го прекинете, да го опоменете еднаш, два пати, третиот пат да го исклучите од сала. Во случајов со колешката Пешевска, репликата на господинот Димитров кон неа ја обвини, односно сите нас не обвини, дека ние не сме знаеле да цитираме. Тоа значи дека не знаеме да читаме текст превземен од јавни гласила. Токму заради тоа колешката Пешевска не го наруши воопшто редот во оваа собраниска сала, туку мораше да го пушти на микрофон во видеото, односно говорот, каде што министерот изјавува дека ние сме скомплексирана нација. Јас не знам со што го наруши редот, освен можеби што го повреди вашето достоинство и вашите искажани невистини овде од говорница. Некој да ве навреди дека не знаете да цитирате, па мора за тоа да има контрааргумент. Колешката Пешевска воопшто не го наруши редот во ова собрание, за вие така насилно да и го склучувате микрофонот и да покажувате сила во ова собрание. Вашата сила, че ја видиме, ја знаеме на кој начин функционирате, но на ваков начин да исклучувате микрофон на опозиционерски пратеник затоа што пушта во живо она што министерот за кој што денес имаме интерпелација поднесено, е навистина скандалозно. Јас не знам до каде ќе одите со ваквите ваши однесувања, но добро е што македонската јавност може да види на кој начин се однесувате, како го исклучувате гласот на опозицијата, но верувајте дека ова нема да ви помине. Ви кажав еднаш, мафијашкото однесување се префрла и во собраниево, но на ваков начин не смеете да дозволите. Имам уште доволно време да зборувам, да ве критикувам, а вие ќе ми се заблагодарите откако јас ќе кажам дека сум завршила со моето процедурално. Значи ве замолувам повеќе ова да не се случи. Пратеник кога сака да си ја докаже од оваа говорница вистината за која што е обвинет дека не е способен да ја интерпретира, ќе мора да користи и ваков начин. Со ништо не го наруши редот во вас собраниска сала и седница, никого не навреди, туку само на дело го покажа она што министерот Димитров го кажа во долната сала, сала Македонија, која што сега не е достапна за работа. Ве молам, ваквиот начин на однесување кон опозицијата да заврши еднаш за секогаш. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш упатувам до